Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Никола Србов, ова е Вертикала, секој вторник во 17 часот на Радио Слободна Македонија. Како и секој ден изминативе 2 месеци, така и денеска пред владата на Република Македонија, вака ја најавувам секоја емисија впрочем, се собира македонскиот народ кој го изразува својот револт против тиранската платформа, која беше поднесена или напишана од страна на албанскиот премиер Еди Рама, предадена на албанските политичари во Република Македонија, додека со две раце прифатена од страна на господинот Зоран Заев. Вчера имавме посета на Доналд Туск, од кого многу се очекуваа социјалдемократите. Во вчерашниот ден сабајлето, утрината и дента пред да дојде Туск, баш читав некои вести на некои проопозицијски, ќе така се нарекуваат, медиуми и нивни аналитичари и новинари. Тие беа убедени дека по доаѓањето на Туск ќе се реши целата состојба во државата и Социјалдемократскиот сојуз ќе направи влада во Република Македонија. Поточно ќе бил искаран претседателот Ѓорѓе Иванов и ќе морал да го даде мандатот. Но вчера видовме нешто неочекувано за опозиционерите во државава. Туск рече дека ние самите треба да си ја решиме ситуацијата во Македонија, една крајно умерена и дипломатска изјава од негова страна, за разлика од Хан, кој пред некој време така имаше поостри тонови упатени кон владата на Република Македонија. Тоа ни е доволен индикатор да заклучиме дека во Европската унија имаме страшна поделеност, немаме заеднички став околу било кое прашање која засега унијата, ниту пак кон прашањето или ситуацијата што се случува во Република Македонија. Едни влечат на една страна, други влечат на друга страна, едни се командуваат по новата политика во САД, други се командуваат по старата политика во САД и токму од тука мислам дека доаѓа таа поделба во унијата. Пред недела дена на пресконференција, иницијативата Стоп операција Сорос, поточно јас сум дел од таа иницијатива, на пресконференција кажавме дека едни исти луѓе стојат позади платформата, позади тиранската платформа и позади прислушкувањето во Република Македонија. Значи, ако ги следиме настаните наназад што се случуваше во државата, можеме да заклучиме дека иницијална каписла на кризата во Република Македонија всушност беше прислушкувањето и пуштањето во јавност на нелегално стекнатите телефонски разговори. Прислушкувањето можеме да заклучиме дека беше само една алатка како да се стигне до главната цел. Главната цел се разбира дека е тиранската платформа или просто кажано обезличувањето на Република Македонија. Тоа обезличување треба да се изврши токму преку прифаќањето на овој документ кој го нудат албанските политичари, подметнато од страна на Еди Рама, додека Зоран Заев го прифаќа. На пресконференцијата кажавме дека позади прислушкувањето во Република Македонија стојат директно Ѓорѓ Сорос и Еди Рама, кои имаат извршена набавката на опремата за прислушување, транспортот на истата, го имаат спроведено прислушкувањето на терен во Република Македонија и креирањето на незаконските разговори, бидејќи од бројките кои излегуваат во последно време во јавност, кои стигнаа до неверојатни 3 милиони и 800 илјади разговори кои биле снимени. Јас не верувам дека МВР или некое тело од МВР било кој има капацитет воопшто да ги сними, да сними толкав број на разговори. Тоа за мене едноставно несфатливо за капацитетите кои ги има Република Македонија и затоа јас сум убеден дека прислушкувањето сега можам и слободно да кажам, бидејќи нели имаше многу теории на не исмева, кога кажувавме дека има вмешаност од надвор и такво слични нешта, но сега слободно можеме да кажеме дека прислушкувањето беше потпомогнато и извршено со луѓе и со
поддршка од страна. И така сега сме во ситуација да македонците мораат да бираат помеѓу тиранската платформа, која нуди очигледно нуди разединување, бидејќи чим имате вие по 100.000 секој ден на улици, незадоволен народ, тоа значи дека имате некаков конфликт во државата, а од другата страна ги имаме ВМРО ДПМН кој деновиве извадија документ кој го нарекува манифест, документ кој според мене и според она што успеав да видам од него и да го прочитам, нуди обединување на Република Македонија и на сите граѓани во Република Македонија. Во оваа емисија токму сакам да посветам повеќе внимание на овој документ, да го прочитам и да го проанализирам на кој начин ВМРО ДПМН го замислува обединувањето на сите граѓани во Република Македонија, но со тоа ќе одиме по една кратка пауза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад. Искоментиравме за Туск и разочарувањето кај левичарите во државава, поточно кај Социјалдемократскиот сојуз, дека тој наводно ќе извршил некој притисок врз македонските власти и врз претседател Ѓорги Иванов за да го даде мандатот на СДСМ за да направи влада, се покажа дека тоа не е точно, што значи можеме да заклучиме дека надворешната поддршка на која сметаше Социјалдемократскиот сојуз полека се топи. Мене посебно ми интересен Љубомир Фрчковски, кој неодамна во едно гостување на телевизија кажа дека со американските пријатели тие требале сега буквално така на клоци да ја внесат Македонија во НАТО и во Европската унија и да го затвориле прашањето зимето, но очигледно дека Фрчковски остана без пријатели во Соединените Американски држави и сега оние кои ја држат власта во САД всушност се тие непријателите на опцијата која ја застапува Фрчковски. Ке платформата која ја прифати ЗАЕФ и Социјалдемократскиот сојуз, која ја прифати да спроведува во Македонија, има една точка која многу малку се коментира, бидејќи сите се фативме за двојазичноста и за останатите прашања во останатите точки во платформата. Има една точка која предвидува да се состави така наречена тркалезна маса, која ќе биде составена од албанските политички партии, значи едно тело, и таа тркалезна маса да има можност да комуницира со странските амбасади кои се наоѓаат во Скопје. Стравот е дека ова тело кое би се издигнало на ниво да може да комуницира со странски амбасади паралелно со македонското МНР, да кажеме, во едно време би можело да представува некаков дводомен парламент кој ќе биде да имаме паралелен или парламент или дводомен парламент кој ќе биде застапен, во кој ќе се застапуваат само албанските интереси и ќе бидат вметнати само албанците, што е одлика на една федерална држава. Тоа е вака нешто што сакав да го нотирам, бидејќи во јавноста многу малку се зборува за оваа точка. Сега сме кај манифестот на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН нуди манифест во кој вели: за да не води конвизијата за нашата држава, која две точки представува единствена матична земја на македонците, каде обединети живеат со сите граѓани кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите народности. Им припаѓа подеднакво на сите своји граѓани без разлика на потекло, религија, мајчин јазик, а преку неа тие ќе се здружуваат со сите балкански народи и во рамки на обединета Европа. Ја одржува историската врска со македонската диаспора како нераскинлив дел од нашата нација. Ја истакнува македонската традиција на соживот и сплотеност со различностите, што не е слабост, туку богатство кое вреди да се негува и кое не води напред. Помагањето и солидарноста за сите кои имаат потреба, било да се македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци или други, е наша заедничка одлика. Тоа не прави луѓе пред се. Дава исти права и бара исти обврски од сите. Една од најклучните точки според мене, а успехот е среќата во животот да зависи од способноста на секој човек поединечно. Значи оваа точка е една од поклучните, бидејќи во Република Македонија се соочуваме со еден проблем каде што македонците
ги добиваат своите права, но и ги исполнуваат сите своји обврски кон државата, а од друга страна ги имаме албанците, можеби малце ќе звучи грубо, но тоа се фактите на терен, кои постојано бараат некакви права и надградување на нивните права, а при тоа воопшто не се лојални, ниту пак ги исполнуваат обврските кон државата. По тие обврски пред се подразбира или се мисли на плаќањето данок кон Република Македонија. Понатаму се вели, владењето на правото го смета за основен предуслов за успех на државата и поединецот во неа. Има отворена пазарна економија, каде се поттикнува секој не да учи само за диплома, многу важно, туку да стекне знаење, уште поважно, да развива способности, како и да иновира и превзема ризик, а со тоа и да успее да го реализира сопствениот сон. Колку повеќе граѓани со таков капацитет, толку поуспешна држава. Негово добрососедство и непроменливост на граници со сите околу нас, бидејќи истото е предуслов за мир и просперитет. Оваа точка е многу важна и за нашите соседи, бидејќи во претходните емисии неколку пати нагласив дека доколку се случи некаква ескалација на состојбата во Република Македонија, таа ескалација неминовно ќе се прелее и на останатите балкански држави, бидејќи тоа ни го вели историјата дека е факт и ќе се случи и во овој момент доколку дојде до такво нешто. Нагласува дека стабилноста на Република Македонија е предуслов за стабилноста на цел регион. Памет и кому сме му помогнале во тешки моменти, да подсетам, Република Македонија беше државата која за време на косовската криза прими 250.000 бегалци од Косово. Дел од тие бегалци останаа во Република Македонија и добија државјанства на Република Македонија, а денеска се едноставно нелојални граѓани на оваа држава. Што значи ние паметиме кого сме му помогнале, но и на тој кому сме му помогнале треба да памети нашата помош. Ние не бараме кој знае каква благодарност или било што да искажува кон нас, туку едноставно само да ја почитува државата во која тој е граѓанин. Гради иднина базирана на почитување на човековите права, вклучително и право на самоидентификација. Тие што го кршат ова право не може да ни го земат. Оваа точка е исто така една од клучните во која македонците го искажуваат своето право на самоидентификација пред се во Обединетите нации и меѓународните институции, а од друга страна го имаме проблемот со соседна Грција. Понатаму се вели, тргајќи од оваа обединувачка замисла за државата, нашата мисија е да обезбедиме иднина на нашиот народ во демократска, унитарна, политички стабилна, праведна, напредна и пазарно ориентирана држава Република Македонија, каде предприемништвото е движечка сила, а ние сме сплотени како дел од нашето пошироко европско семејство. За реализација на нашата мисија ќе се возиме од следните долгорочни принципи: обединување околу национален интерес, национален диалог, воспоставување на редовен диалог помеѓу секоја власт и опозиција за прашање од национален интерес. Значи во секоја нормална демократска држава, секоја европска западна европска држава, опозицијата и власта секогаш се единствени по однос на националните интереси. Па не мора да одиме толку на запад, можеме само да ја погледнеме и Република Грција или Република Бугарија, пред се Република Грција, каде што националните интереси, пред се надворешната политика која станува збор, без разлика кој е на власт, тие се обединуваат околу нивната цел. Република Грција својата надворешна политика ја води веќе 170 години и се нема поместено ниту милиметар од своите цели кои сака да ги постигне во надворешната политика, преку кој да добие корист за својата држава. Ние во 19-тиот век во Република Грција конкретно имаме три партии кои се создаваат три партии. Едната е проруска, едната е проанглиска и едната партија е профранцуска. Овие три партии војуваат меѓу себе, но степенот на нивното војување или меѓусебното војување, кога ќе дојде на ред национално прашање, ги закупуваат секирите и започнуваат да работат заеднички во интерес на државата и на повисоките цели. Понатаму се зборува за идентитетот.
зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците во земјата и надвор, како и обединет настап против недемократските притисоци со цел негирање на истиот секаде каде што тоа е случај. Зачувување и промоција на идентитетот и посебностите подеднако на сите наши граѓани, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњанци и други, разновидноста на сите овие култури, а нашето најголемо богатство кое сите треба да го негуваме. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Во манифестот на ВМРО понатаму станува збор за Европската унија и за НАТО. Ова е едно од прашањата кое крена прашање или галама многу па на социјалните мрежи ги читав деновиве. Зашто требало да се влегува Европската унија и во НАТО? Едноставно тоа е принципиелен став на сите политички партии во Република Македонија и ВМРО ДПМН во овој момент најмалку што може да избега од овој принципиелен став. И покрај тоа што ги знаеме сите препреки за нашето интегрирање во Европската унија и во НАТО, од друга страна го имаме познатниот ставот на ВМРО ДПМН како би реагирала за условите кои се бараат од нас, така да мислам нека воопшто нема место за паника, туку едноставно треба да се нотира оваа точка, бидејќи тоа нас како држава и како народ не позиционира добро во надворешната политика. На крајот на криштата најголемиот противник, да кажеме, контратежата на ЕУ и на НАТО, Русија, например, ако ја земеме за пример, воопшто на земјите каде што има она интерес, не им прави обструкции доколку тие сака да влезат во Европската унија. Класичен пример за тоа ни е Република Србија, например, која е најголем стратешки партнер на Русија, а Србија е таа една од државите која претендира да влезе во европското семејство. Оваа точка се вели: членството во ЕУ и НАТО е наш интерес и обединувачка цел, каде природно припаѓаме. Република Македонија гледаме духовно и културно сплотена во заедницата на европски народи, како институционално, така и економски интегрирана во Европската унија, со цел да обезбеди поефикасна прекугранична соработка во соседството. Корисно е формирање на европски регион помеѓу Република Македонија и соседните земји за подобро користење на ЕУ фондовите, особено во делот на зачувување на природата, водите и транспортните коридори. Што значи сака да каже дека Западен Балкан, а и пошироко, значи сите држави што се околу нас, може да се состави еден економски регион кој заеднички ќе аплицира во ЕУ фондовите во Европската унија за остварување на целите кои се добри за природата, водите, пред се тука станува збор за транспортните коридори, бидејќи природата и водите се онака пропатно ставени, проформа, значи транспортните коридори, инфраструктурата да биде поврзана и подобрена со таа цел да се состави еден економски регион кој заедно ќе аплицира во ЕУ. Македонците апсолутно не треба да стравуваат од ова барање да се влезе во Европската унија, бидејќи како што кажав и претходно, го знаеме ставот на владачката партија ВМРО ДПМН, всушност таа го дава манифестот каков е по прашањето на името на Република Македонија. Понатаму се станува збор за право наспроти сила, признавање на македонската национална самоствест и јазична посебност од европските и меѓународните институции, врз база на гаранциите од Европската конвенција за човекови права и Универзалната декларација за човекови права, кои мора неселективно да важат за сите. Истото е предуслов за надминување на наметнатата разлика околу името. Разликата се наведува како причина за блокада на патот кон членство во ЕУ и НАТО. Од тука може да се надмине единствено како дел од пристапниот процес врз база на стекнатото право на Унијата и меѓународното право, вклучително и пресудата на Меѓународниот суд на правдата во 2011 година. Македонците забораваат дека доколку Република Македонија успее да влезе на некаков начин во Европската унија, без при тоа
тоа да биде значи промена на името и на идентитетот на македонците, едноставно ќе паднат границите помеѓу Република Македонија и Република Грција, Република Македонија и Република Бугарија. Таа е една стара теза која за луѓето кои сакаат да зборуваат за етногеографска Македонија, па таа им оваа теза влезот во Европската унија, мислам дека би модело во нивна корист, бидејќи на тој начин македонците од сите три делови без пречки ќе комуницираат меѓусебно. Во манифестот за околу името на Република Македонија се вели: нема да се прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Нема да прифатиме идеи и предлози што би го загрозили македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик. Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството граѓани кои ќе излезат на референдумот да се согласат со можното решение. Сега за оваа точка па се крена уште повеќе прашања во јавноста. Едни велат дека повеќето велат дека воопшто не треба да се споменува референдум околу името на Република Македонија. Но во оваа точка се вели дека нема да дозволат да се промени, значи од почеток. Прво велат дека нема да прифатат име кое ќе значи промена на уставот со цел да се смени уставното име на Република Македонија, значи од старт ја отфрлаат промената на името. Нема да бидат прифатени идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, значи тоа го отфрлаат од старт. И засебноста на македонската нација и македонскиот јазик, значи комплетно се отфрла од старт промената на името, со тоа што политички се кажува дека доколку би дошле до некакво решение кое нема да ги загрози сите овие нешта, а решение што нема да ги загрози сите овие нешта би било само Република Македонија, тоа евентуално би го ставиле на референдум. Која е другата поента на оваа точка? Што во неја се вели: се бара референдум, тоест ВМРО ДПМН нема да дозволи ниту една од политичките страни и поединци, влада или собрание да го промени името на Република Македонија без претходно тоа за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. Што значи, доколку утре Социјалдемократскиот сојуз направи влада, тој ќе биде обврзан, доколку овој манифест биде прифатен од сите политички партии, тој ќе биде обврзан доколку сака да го промени името на Република Македонија и истото тоа решение да го стави на референдум на гласање пред граѓаните на Република Македонија. Па денеска тие што се бунат за оваа точка, во таков момент доколку они го отфрлат, би ги прашал како би се чувствувале кога социјалдемократите би го промениле името без да го прашаат народот да излезе на референдум и да се произнесе по истото прашање. Понатаму во манифестот се зборува за заедно против заканите, обединување против секоја политичка структура или поединец или поединци кои потикнуваат раздор или радикализам од верска или национална природа, но и против тие кои охрабруваат за тероризам и така натаму и така натаму. Одека мислам дека ќе треба да се позанимаваат со многу невладени организации кои внесуваат црни пари во Република Македонија. Дел од тие пари, колку што се нашите сознанија, токму се однесуваат и за ова охрабрување на тероризам и радикализација на одделни граѓани на државата. Интеграција во едно општество. Република Македонија им припаѓа на сите своји граѓани, без разлика на етничкото потекло, религија или мајчин јазик. Граѓаните се срцето на нашиот устав. Индивидуалните права и слободи на граѓанинот согласно уставот со нашата обединувачка сила. Јазици. Македонскиот јазик е тој што овозможува интеграција на сите граѓани во едно општество без разлика на нивното потекло. Што е овдека клучното што имаме зборувано и претходно. Преку македонскиот јазик во Република Македонија може да комуницираат албанците со македонците, албанците со турците, албанците со ромите, албанците со србите, албанците со бошњаците и сите меѓусебно да не ги набројувам. Македонскиот јазик е јазикот официјален на државата и доколку со некого сакате да се разберете во оваа држава, а сте и вие граѓани на Република Македонија, мора да го знаете македонскиот јазик со цел да се разберете. Денеска Социјалдемократскиот сојуз преку платформата сака да ни го наметне албанскиот јазик како задолжителен, како втор официјален јазик во државата, но многу малку се кажува или се пропушта да се каже дека доколку албанскиот јазик стане втор официјален јазик во Република Македонија,
тој по автоматизам или по закон ќе мора да се изучува во училиштата во Република Македонија, што значи нашите деца кои допрва ќе трнат во училиште или пак оние што се трнати веќе во училиште, тоа како би се извело не знам, ќе мора задолжително да го изучуваат и албанскиот јазик. Само идентификување. Македонскиот народ не може да биде надгласуван во однос на македонскиот идентитет. Ниедна заедница не треба да биде надгласувана за теми кои го засегаат нејзиното право на самоидентификување. Овдека пред се мисли доколку се распише референдум, јас ова така го толкувам, дека ќе не може албанците да прават инженеринг или некој друг да прави инженеринг за прашање на тој референдум за прашање кои се однесуваат на идентитетот на македонците. А впрочем и претпоставам одговор на платформата од Тирана каде што се вели дека треба албанците да бидат вклучени во преговорите со Република Грција и Република Бугарија. Образование, заштита на правото на образование на децата на мајчин јазик без разлика на етничката самоидентификација на родителите е клучна за развојот на единствена Македонија. Значи, сите мора да изучуваат македонски јазик без разлика на каква етничка припадност припаѓаат. Религија. Верската толеранција е суштествена за животот во мултикултурна Македонија. Нашите цркви, нашите џами, нашите синагоги се нашите духовни храмови. Верските заедници во Македонија се неотуѓив дел од македонскиот менталитет и македонското општество. Подоле се зборува за традицијата, историското помнење возможува ренесанса на традицијата. Потребно е да се оживеат старите традиционални вредности, семејството и солидарноста ги сметаме за темел на културата што ги слави животот и вистинските вредности и така натаму и така натаму. Подоле во документот станува збор за пазарната економија и за подобар стандард на сите граѓани во државата, но за овие прашања и ред други ќе зборуваме после кратката пауза. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Македонските граѓани денес имаат можност да бираат помеѓу два документа. Тоа е Тиранската платформа од една страна и манифестот на ВМРО ДПМН од друга страна. Имаме една Тиранска платформа која реално не разединува сите. Имаме манифест кој треба да не обедини сите. Се постави прашањето зошто е потребен сега манифест. Едноставно, низ историјата наназад манифести се издавале токму во вакви критични моменти. Во моменти кои се критични за еден народ или една држава. Манифест се вади кога постои опасност по државата или по народот, доколку евентуално нема составена држава. Како например Крушевскиот манифест кој повикувал да се обединат сите жители за да се кренат на борба против османлиите. После него го имаме Мајскиот манифест кој повикуваше да се обединат сите македонски сили за конечно слободување на Македонија и создавање на независна македонска држава. Подоцна го имавме и манифестот на штабот на Нов ИПОМ кој ги повика сите македонци и останати граѓани на оваа територија да се кренат за конечно ослободување на Македонија и создавање на независна македонска држава. Значи тоа е традицијата и генезата на вакви документи кои очигледно по точките кои ви ги кажав можеме да заклучиме дека се издавани во многу критични моменти за овој народ и за оваа држава воопшто. Македонија денеска се наоѓа во исклучиво сериозна ситуација. Значи се доведува во прашање постоењето на самата држава, како што ја знаеме денеска. Едни тоа го велат редефинирање, јас велам дека тоа редефинирање може да води кон физичка поделба на државата. За да не дојде до такво нешто, сметам дека манифестот кој го издаде ВМРО ДПМН е документ издаден во вистинско време, кој треба да послужи околу него сите граѓани на Република Македонија, без оглед на национално или политичко убедување, треба да се обединат со цел да ја зачуваме државата, за да не влеземе во некои поопасни води кои може да не одведе целата ситуација.
До сега македонците не се соочиле со оваква ситуација, затоа сметам дека излезот од оваа политичка криза единствено го гледам во предвремени парламентарни избори, на кој македонецот или сите македонски граѓани ќе треба да одлучат во каква Македонија ќе сакаат да живеат во иднина. Дали ќе сакаат да живеат во двојазична Македонија, во федерална Македонија, или ќе сакаат да живеат во Македонија заедничка на сите граѓани и унитарна Македонија. Социјалдемократскиот сојуз пред изборите не го истакна манифест, не истакна Тиранската платформа дека стои по Зенезе, ниту пак таа постоеше пред да се излезе на гласање. Токму затоа треба платформата да биде ставена на гласање, да се излезе на предвремени парламентарни избори, платформата да биде ставена на гласање, додека ВМРО ДПМН претпоставувам ќе си го стави манифестот или некој друг документ кој не смета за сходно, ќе го стават во склоп на нивната програма. Кога сите македонски граѓани ќе се одлучат во каква Македонија сакаат да живеат, дали ќе прифатат платформата или ќе го прифатат манифестот, против таквата волја подосна ќе не може никој да оди против. Тоа ќе биде крај за сите дилеми во нашето општество и сите поделби и како ќе одлучат граѓаните, кон тоа ќе се движи државата. На крајот на криштата сметам дека ќе мора да се направи попис на населението, бидејќи ние денеска едноставно не знаеме колку население сме, а со самото тоа ниту пак ги знаеме потребите на одредени региони. Мислам дека треба на албанците да им се даде некаква гаранција дека нема да се задира во Охридскиот рамковен договор, доколку тие испаднат испод 20% во државата. Значи, тие треба да си ги зачуваат сите права кои ги имаат до сега, како граѓани на оваа држава, а пописот да го спроведеме чисто како статистичка операција и преку таа операција да дознаеме кои се потребите на оваа држава и на овој народ. Тука со ова денеска ќе завршам денешната емисија и се слушаме точно за една недела. Поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Пролетта е во окото на оној кој знае и сака да ја види. Ако сакаш да ја чуеш, слушај Радио Слободна Македонија.